Меѓуетнички тензии, билдање на национализам и злоупотреби на Бадентерот за постигнување на своји цели, без понуда и издржани аргументи, Дуи Грчевито се бори да се врати на сцена и да делува како релевантен фактор. Аналитичарите коментираат дека партијата се уште не функционира како конструктивна опозиција. Преди како коалиција во владата некако нема добар пиар кој може да му се возврати на страшниот пиар кој во последно време тој го наметува кај гласачите, особено на тоа дека се обидуваат да ја дискредитираат вреди како политичка партија, односно коалиција која делува во владата, како неспособна да се справува со етничките прашања. На Дуи не им е проблем само загубениот простор на политичка сцена, случајот со сомнежите за криминалот Нартан Груби, кој што ќе помине низ судскиот филтер, им носи тежина. Според Фаризи, Дуи нема веднаш да го пуштат Груби низ вода, но секако тие се оградуваат од поранешните функционери кои се вмешани во корупција. Дуи полека се обидуваат да се оддалечува од сите можни бивши политичари кои се поврзани со криминалот и корупцијата во нашата држава, а тоа е случајот и со Нартан Груби. Можеби не одеднаш да го пуштат него од вода, буквално од нивната политичка партија, туку се обидуваат на некој начин да играат на двојни аршини. Не само законот за правична застапеност и пакетот за високо образование, според најавите од Дуи нема да бидат поддржани ниту измените на законот за просветна инспекција, законот за заштита на културното наследство, законот за инспекторатот за употреба на јазиците, законот за филмска дејност, законот за основање национална агенција за европски образовни програми и мобилност, законот за правата на заедниците што се помалку од 20% од населението. Експертите сметаат дека блокадата на собранието од страна на пратениците од Дуи би можела да трае до следните избори, инаку Дуи во 2 децении 4 пати се ребрендираше, беа зелени со зелено лого и се представуваа како борци за чист воздух, потоа го создадоа широкиот европски фронт и употребуваа проевропска реторика, по некоја година ја формираа национална алијанса и направија ново шарено лого. Секој пат се обидуваа да го сменат партискиот наратив, како и партијата, така и нејзиниот лидер е непостојан и без идентитет. Тој во последно време има контрадикторни изјави, а и информацијата за неговото повлекување од политика постојано се менува.